Секогаш на тој звук некако реагирам и тоа значи дека е време да излезам и да се појавам овде пред вас, драги мои почитувани гледачи. Ајде уште едно добро вечер, ајде уште едно официјално здраво од мене. Верувам дека сте на вашата позиција и верувам дека знаете дека започнуваме уште едно најново издание на Фидбек со Елена. Сабота вечер, 19:30 часот, мислам дека е идеално време за да погледнеме уште едно издание, некои 50 на минути ќе се дружиме заедно, како со мене, така и со мојот избор на вечерашни гости, кои што верувајте дека имаат што да кажат, затоа што се многу урбани луѓе, поврзани со музиката, поврзани со оној градски живот кој што претходно постоеше, меѓутоа и овој денешниот. Нема да должам многу, само сакам да ви кажам дека сите репризни изданија ќе можете да ги најдете, се разбира, на YouTube каналот и на Instagram каналот, именувани како Фидбек со Елена. Да не должам многу, така? Знам дека сте на најдобрата фреквенција, знам дека гледате Фидбек со Елена. Останете со нас, почнуваме веднаш по джинглат. Веќе ви е нормално да ме видите како се движам на оваа најавна шпица со оглед на тоа дека секогаш ме размрдува, а многу ми е драго што ќе имам и двајца момци овде, двајца прекрасни луѓе кои што се поврзани така со музиката. Мојот прв вечерашен гостин е човек кој што веќе 4 децении, би рекла, е дел од музичката сцена во не само во Скопје, во Македонија, меѓутоа претежно Скопје и Охрид, ќе ни објасни тој зошто. Станува збор за диџеј, станува збор за радиски човек, меѓу другото и мој колега, работел на радио, работел на телевизија и се уште некако ја гај љубовта и кон радиото и кон телевизијата, меѓутоа пред се кон музиката. Од раните 80-ти години започнува да се бави со музика, ако не се лажам, Пирамида е една од првите кафулиња каде што стартува со музика. Потоа стартува во 1992 година во Радио Уно, ќе ме поправи доколку некаде нешто грешам, па до Антена 5 и многу други радија каде што поминал. Инаку е и директор на Три Гонга продукција која што носи навистина прекрасни и вредни музичари овде во Македонија. Така да имаме една навистина фина музичка приказна која што можеме да ја кажеме за човекот кој што ќе биде мојот прв вечерашен гостин. Знам дека е голем дискограф, дека сака да собира многу музика, дека претпоставам дека е малку повеќе голем љубител на аналогната музика отколку на дигиталната, меѓутоа ќе ни каже самиот тој. Драги дами и господа, Александар Печиновски Печи. Печи, повели. Добре дојде. Како си? Хвала на покан. На ти, може? Може, да. Готово. Многу ми е драго што имам навистина вакви прекрасни луѓе како вас, луѓе кои што се музички образувани и кои што едноставно ја разбираат музиката на некој малку повисок левел, би рекла, можеби од останатите. За почеток одиме со или прашања каде што ќе ве запознаеме нели малку од по различна страна. Аналог или диджитал? Аналог, се разбира. Знаев. Да. Дали добро те представив, дека повеќе се љубител на аналогната музика. Па добро, со оглед на тоа дека во времето во кое што си работел, творел, претежно било аналогна музика. Не, и сега си продолжува истото. Бар во моите настапи тоа се винили и CD-а, нема. Трактори не постојат кај мене. Леле, браво, значи соплучи си. Се уште и CD. Ова почитувам максимално. Джез или фанк? Тоа е едното е задоволство, другото е посебен кејф, но веќе во музичките правци веќе има и спој. Джез и фанк, грув и то така да ми направија комбинација од тие два музички стила. Значи може и спојка да се направи. Апсолутно. Одлично. Клуб или радио? Во кој контекст клуб? Настап, да речеме, на клуб или пуштање музика во радио и водење на радио емисија? И двете ми се различни се, знам. Омилени ми се и двете. Разликата е таа што нели на радио комуницираш, но не го имаш фидбекот назад, нели? Кој што во клуб или во локали веќе го имаш назад, така да клуб повеќе. Добро. Нокен настап или некаква дневна журка? Сепак нокен. Нокен, магијата
визуелна која ќе се стемни местото, локацијата со светло, со амбиентот, си го прави своето. Затоа што во последно време, бидејќи за жал немаме клубови, меѓутоа тоа е друга тема веќе, луѓето почнуваат да се забавуваат уште во попладне, после работа, нели, они after work парти што ги нарекуваат и се започнува некаде од 17 часот па до 12, да речеме, или слично. Затоа ми беше прашањето. Скопје некогаш или Скопје сега? И двете си имаат своја убавина. Јас сум растен во Скопје некогаш, со сите убавини и негативни страни. Ова денешна Скопје нуди многу повеќе можности од технички аспект, се носат многу поголеми имиња. Сега нели, моментот на комуникацијата помеѓу луѓето е сменет, порано беа рацете горе, сега се мобилните горе, таа е разлика, но можностите се многу поголеми. Големи се меѓутоа јас некако сепак она постарото Скопје, јас не го знам она ептен старо Скопје, меѓутоа беше некако повеќе со душа. Така, во тој поглед луѓето се дружеа, се сака, беа поскромни. Тогашните места каде што се слегуваше беа поскромно и направени со сетапи, аудио беа многу едноставни од дома, сега веќе отидено во... И се знаеше, ако излегуваш во град, дека треба да се игра, дека треба да се забавуваш. Тоа беше примерно, тоа ни беше водилка. Јас после некој пауза, нели, семејни обврски, се враќаш назад и во самиот локал, конкретно во Цреша, ме викаат, само да ти напоменеме нешто. Викам, што? Вика, нема движење. Па викам, како ја да пуштам музика сега? Вика, најди. И веројатно бараме човек да мрдне со прстена песна и едноставно тоа не е водилка. Лајт мотив. Да, верувам дека е така. Јас сум од оние кои што секогаш играат и другиот гостин ќе потврди. Меѓутоа за тоа потоа. Пирамида, Аполон или булевар од времето? Булевар. За мене, према мене и она што го поминав и претходниот зборам за првиот булевар, најпрвиот во кој што бев тим кој што се отвори, за мене беше едно од последни скопски места каде што не се влегуваше, па колку и да имате пари и каква кола да паркирате надвор, покрај Матиник и Рандеву. Така да мислам дека после тоа Скопје полека некако се отвори према луѓето кои што имаат повеќе пари, не статус и знаење и многу работи. Тука веќе Скопје, како да кажем, полека почна да оди надолу и се сменија приликите, но тоа е тоа. Сега се резервации, коњопои, многу пари, трошење. А резервација имаш? Каква резервација ако сакам да дојдам или да си знае играме? Во булевар беше буквално тоа, се знаеше кој влегува, едните исти луѓе утрото си одеа на работа, се пласираше музика, не можеа да влезат тие што, како да кажем, не доликуваа за тоа место, не беа градски луѓе. Така. Публика што игра или публика што слуша, а ја разбира твојата музика? Говориме за мене или за организацијскиот дел? За тебе. Што игра? Тоа е врвот. Мислам, тоа е кулминацијата на пуштање музика. Пушташ за душа, за себе, или си пак се прилагодуваш кон публиката? Се прилагодувам, затоа што убавината е, нели, луѓето треба да ги покренеш. Она што може би е моја лична сатисфакција без страна на плочата, може да не биде тема за играње, но има денови во локали каде што не се петок и сабота, каде што кога ќе се дојде убава публика, тоа е мојот кеф. Но другите денови, се прилагодувам према публиката. Добро. Радио или телевизија? Прво ми е радиото и двете ги сакам. Не би можел искрено да се одлучам. Иако поголем предизвик е телевизијата, затоа што бара многу подготовка, особено и себе лично визуелно, додека, нели, радиото доаѓаш, гласот е битен, треба да знаеш преку збор да објасниш секоја слика, си има своја убавина, но телевизијата ми е така, поголем предизвик. Има магија, така. И умилен музички период? Па 80-тите со нив растев, конкретно инфлуенците покрај фанкот и джезот, јас сум врзан со настанокот на инди-рокот, тоа е дел од Манчестер, кога настануваат на музика што ние сакаме, нели, од 80-тите на Joy Division. Тој дел кој што, нели, тука настана Hacienda, настана Factory Records, кај што излегува Joy Division, New Order и многу убави бендови од тој период со кој што јас израснав, така да тој период ми лежи многу на срце. Основата на мене е тоа. Супер, се гледаме на позиција. Ајде.
Претходната емисија, доколку ви зборував за жени и женска енергија, овој пат имаме една машка, силна енергија во студиото, на кое што се радувам, бидејќи навистина имаме, како што кажав, и супер луѓе и музичари пред се. Мојот втор вечерашен гостин е исто така поврзан со музиката, перкусионист и еден од најдобрите, би рекла, можеби највлијателни музичари кај нас, со оглед на тоа дека не настапува само овде, туку настапува и надвор, настапува во регионот, настапува со многу познати имиња, ќе го споменам само Васил Хаџиманов, кој што некако посебно сте поврзани со него и со неговиот бенд. Чувството што мојот втор вечерашен гостин, уште не го кажувам, го има за музика е неверојатен. Значи има еден таков грув да кога ќе го видите, кога ќе го слушнете, нема шанси да не се размрдате, да не се разиграте. Дури на една негова свирка му реков, чекај, тргни се малку јас да пробам да засвирам како што свириш ти, мислам далеку од тоа бев, но во секој случај има една таква убава енергија да кога ќе го видите на сцена, тоа е тоа. Предпоставувам дека сето тоа е препознаено и од нашите музичари, меѓутоа и од музичарите надвор од Македонија. Настапувано со многу бендови, како што реков, на многу концерти, на многу настапи, меѓутоа што значи да се биде музичар од тој калибар, се разбира, ке зборуваме со Александар Петров или Ака Петров. Повели. Одличен. Драго ми. Благодарам на покана. Секогаш. Јас за вакви прекрасни луѓе секогаш наоѓам и простор и време и морам да кажам дека и за тебе и за Пејче ми е многу драго што сте гости. Мене ми е прво гостување после неколку години, тоа може и после 15 години на телевизија во Македонија. Thank you. Браво. Ова ќе си го сватам како чекај вака да се испувкам малце. Добре. Ритам или мелодија? Ритам. Ритам, мислам. Дури се чудам дека помисли. Ритам се подразбира. Без ритам нема така. Така е. Жив настап или студиско снимање? Јас би сакал најповеќе да може снимање да биде на жив настап. Добро, интересно. Студио некако да. Знаеш дека се практикува тоа веќе во светот. Живиот настап всушност се снима и тоа се... Да, па генерално да збориме сега во историја, кога се снимало, тоа било снимање, нели, бенд, еден микрофон и публика позади. Не било снимање секој во посебна просторија каде што стварно се губи комуникација, се губи и сам со себе меѓу неколку зидови некако не иде. Конги или тапани? Тапани, македонски тапан или тапани бумњеви? Пошто... Ајде, прво меѓу бубњеви и конги, а после меѓу бумњеви. А помеѓу тапан, македонски тапани? Тапан. Тапан е пред све. Мислам, тапан е нешто што сум поврзан веќе години надас. Да, може би 40 години. Импровизација или строга изведба? Она зацртана. Пишувана музика, да. Јас ги сакам и двете и сакам кога има и двете во една композиција, значи да има и пишувана музика, ама да има и простор каде што може нели да се музичарот да се изрази. Така. Да. Добро, импровизацијата посебно кај музичарите сметам дека е неопходна со оглед на тоа дека мораш тогаш некако да се прилагодиш, нели? Мислам неопходна е за секој човек, за секој човек. Апсолутно, мислам, јас ако не изимпровизирам, например, каде? Или ако се држам по строго определен текст, тоа дури ми е мачење, морам да признам. Технички точен или енергетски исполнет? Па малце, не, интересни се прашањата. Малку е тешко да се контролира точноста кога енергијата е high level, така. Така да и двете се комбинација од двете можеби би било најдобро, се сложувам. Акустика или електронски звук? Па, роден сум со акустика, ама во последниве 5-6 години би рекол, ме интересира и електронска музика, електронски звук. Да, знам и многу добро тоа пасува твоето со електронската музика. Бев сведок на еден таков твој настап и навистина бев фасцинирана. Колку добро всушност легнува електронската музика со
Фали малце, да, фали акустични инструменти. Со овие чукачки инструменти. Како да ги наречеме? Па перкусивни инструменти, ударни инструменти. Ударни, ајде, ударни. Ударалки. Ударалки, баш така. Проба или свирка? Многу често пробите се пофасцинантни и по не исполнуваат Да, адреналински, добро испадна. Затоа што нели на проба прв пат се пробуваат работите и кога прв пат пробуваш нешто си повозбуден така. Подигнува, така е. Затоа пробуваме помалку да пробуваме така да концертите се на некој начин проба. Да, и тоа држи вода. Голем настан или мало клупче? Јас ги сакам и двете. Да, ама она што мислам дека би преферирал клуб каде што публиката е до мене, ама сакам и големи настани нормално каде што. Фала Богу. Тони Ален или Стив Гад? Тони Ален. Така? Предпоставив, знаев. Херби Хенкок или Чик Кореа? Херби. Океј. Настап во Македонија или надвор? Во регионов? Пошто те гледам, сега рече се врати од Крагуевац. Да, настап во Македонија, настап во Македонија има во иднина. Многу сакам да свирам во Македонија, само нешто, не знам, не е како што треба. А надвор свирам често. Дали почесто сте музичарите препознаени надвор отколку дома? Ова ќе го кажам како констатација за жал, со оглед на тоа дека дома некако публиката е најтешка. Најтешка да ти признае квалитети. Не е публиката, дома е повеќе луѓе што се дел од организација на ивенти и на настани. Иначе музичарите како музичари, да, ние сме сите прифатени. Јас веќе од 99-та не живам во државата, мислам надвор сум од Македонија. Така да овде кога свирам е најубаво. Сам јас сите мои проекти ги правам овде. Тебе убаво да ти е веќе страна. Во странство во Македонија ќе да посвирам малце. Добро. И твој омилен музички период? Како човек кој твори или човек кој Како конзумент овој пат на музика? Па, мене ми е секој пат ово што се случува денес и што ќе се случи утре, така да. Добро. А овие периоди што биле, тоа се веќе слушани периоди. Да видиме што носи новото време. Па да, јас сум повеќе за. Супер, гледаме на позиција. Ајде. Чао. Ајде сега, добро вечер, меѓутоа од оваа страна на студиото, каде што си започнуваме со стандардот на телевизиско интервју, иако не значи дека до сега немавме интервју. Само ги подпрашавме малку до каде се, како се, што се. Сега му реков на Ака требаше со тапано до отвора. Она како фанфари. Како фанфари, никако да ја отвораме. Чујте и почујте. Чујте и почујте кој ми се загости оваа емисија. Па да ви кажам право, ретко ваква комбинација фина. Многу ми е драго што сте овде. Која што се само откри денес. Која што се само откри денес. Односно, јас ве открив и ве споив, така да откаде да знаеме што се може да излезе. Апсолутно. Така? Некогаш тие спојки се од големо значење. Ајде за почеток секогаш, буквално ми се поставува прашањето кај секој еден гостин како во суштина започнавте да се бавите со ова што сте денес, односно од каде љубовта Ака кон инструментите, кон музиката и исто пејчи љубовта кон радиото, кон телевизијата, кон генерално исто кон музиката. Може, не е важно кој како ќе почне. Ајде. Па, кривица за сето ова е најверојатно татко ми. Бидејќи он прв ме однесе на фолклор, значи јас почнав како играорец. Тоа беа моите почетоци во Акудмир Чацев. 85-та година и 6-та така нешто, тоа беа првите контакти со музика. И после 4-5 години како играорец се јави љубовта за тапан и од тогаш така. Од тогаш сте неразделни. Од тогаш сум неразделен, да. Да, многу интересен инструмент. Јас првично што те прашав дали е тежок, затоа што знам дека никога се носи нели околу вратот за да може да се од една или од двете страни се тропа? Од двете страни, да. Така. Не, воопшто не е тежок и меѓутоа ти ми кажа дека е некаде околу 5 до 6 килограми. Кила е овој, да.
Добро, не е страшно. Замислила дека е потешко. После ќе пробам после емисија сега да не направам некоја белја тука да паднам со се. Нема. Со се тапанат. Причај како кај тебе се случи љубовта? Кај мене почна со првиот систем татко ми што ми го купи. Значи старташе све од татковците. Татковците се виновни, добро. Да, првиот систем, сестра ми изветми првите плочи и касети и навлегување во сол музиката со нив. И тој период во Скопје, 80-тите почеток, се отвори првото диско во Флиперница Скопје. Сега тука се наоѓа балет и љубов локалот. Тоа беше тотална импровизација со еден падобран у средина и топка за диско. И ја као дете 11-12 години у кабина го видов тоа појачало кое што го заборавив и од тогаш ми останаа тие вуметри и приказката почна. И со првите домашни забави, со касетофони, со сите тие импровизации, но љубовта беше многу голема. И од тука све започна до ден денес. Дали го фативте моментот на Вокмени? Јас да. Да, нели? Тоа беше, мислам дека едно од моите омилени, ајде би рекла, гаджети од тоа време беше Вокменот. Колку беше финка, да шеташ на улици па Вокмен на уши. Не, овие денешни не копираат. Не, ова денешно е се нешто бежично. Слушај, па нешто бежично, па нешто папаја. Да се стави слушалка. Сега види, малце под мишка сметаше тоа, така па мијаш касети од ковчијакната. Ја искрено го носев од Шведска, бев на размена од школа тогаш и првиот Вокмен, луѓе го носев со мене, се враќаме на граница, уплашено дете со зимска јакна, не откопчувал жива вода, ама Вокменот го важно, Вокменот е тука. И бе поше главен хит во школа. Добро, се пуштали музика веќе се уште негде на касети? У Скопје кај нас или тоа стана... Не. Веќе постојат и машини во кои што дозволуваат касетата да се користи како скреч. Веќе се направени нови апарати, да. И веќе на аудио ленти, вклучувајќи и ленташите, каде што технички е возможено скречување, што претходно не постоеше, нели, касетите беа фиксни. Да. Сега постојат како си диџеите се, касетата доаѓа до згора и дозволува да можеш да скречуваш на нејси. Генерално касетите што ги имам сега, мислам што ги имам дома. Се од татка ми генерација така да. Касетите се ќе се скинат веќе каде и да. Па да, тука е проблемот кај нив што одреден број на години веќе таа лента се уништува. Така е. Кажете ми, со оглед на тоа дека навистина живееме во време каде што, нели, современото си доаѓа само по себе, сакале ни или не, технологијата си го кажува своето, дури за жал, ака ова и на тебе повеќе ќе ти се обратам, дури и музиката веќе што се свири се прави на некаква artificial intelligence, на некаква вештачка интелигенција и така натаму. Колку според вас човекот е се уште битен фактор во создавањето на музика? Според мене единствен, да бидеме реални, но како ги доживувате овие нови современи трендови? Најверојатно дека никој пат нема да може да, мислам, да не заменат, пошто Не, јас се служувам, јас не би го заменила човечкиот фактор. Жалосно е што многу тешко можеш, знаеш, да одредиш дали е тоа се artificial intelligence или не. Значи, луѓе што се бават со музика, дури знаеш, тешко може да препознаат. Така. Сега тоа е малце... Секој пат ќе имаме ние публика, може нема да биде во таков број, ама пак ќе бидат многу повеќе желни да не видат. Да. Може ќе биде човечкиот фактор. Ко сега машина некоја да пушта музика, зошто да не стои човек каде што ќе може да пушта музика или тоа е трендот, како што еве ја во аудиофилството да кажам, плочата повторно се врати, тој е сериозен тренд. Браво. Се врати нели преку филмска продукција каде што главната звезда доаѓа дома и пушта плоча. И го наметна тој тренд. Исто и со овој период ќе биде така да се циклуси. Да се разбереме, звукот што го пушта плоча различно. Па добро, ама сетапот мора да е добар. Да. Звукот што го пушта плоча, па дури она крцкањето на почетокот не го менува ништо. Ве прашав претходно и двајцата, меѓутоа ме интересира, бидејќи нели сте музички образувани и настапувате пред публика, колку често знаете да се интимидирате себе си во однос на публиката? Дали, ака, еве конкретно ти, ја свириш музиката што ја сакаш или сепак се прилагодуваш на публиката која што доаѓа? Односно која што слуша? Затоа што не секогаш нели ќе видиме, не ми реагира на ова, па можам да сменам нешто или
Дали сепак го пушташ тоа што го пушташ, го свириш тоа што го сакаш или се прилагодуваш кон публиката? Вака, мислам, генерално, кога и да гостувам, дали е моја музика, дали е музика со други луѓе, е музика која ја сакам. Така. Таа музика не е направена и прилагодена за публика, мислам, тоа е музика која компонирам и пишувам и кога веќе да, има моменти каде што се прилагодуваме према публика, ама генерално кога свириме импровизирана музика или джез или тоа е веќе ние сме Вие сте си влезени во тој филм, така да. Што е многу важно, за мене е многу важно затоа што ако не веруваш во тоа што го како да го кажам, што го свириш или што го пушташ, тогаш како па публиката ќе ти верува на изборот. Пејче, дали се служуваш? Од другиот дел, мислам, јас со пуштање музика пак не би се сврстил себе во некој си диџеј. Со својот настав вечерта едноставно си дојден за таа публика да ја направиш атмосфера убава. Нокниот клуб е нешто друго, каде што наменски таа вечер сите доаѓаат за тој диџеј сет. Така. Значи тоа е таа битна разлика, он си го тера своето и треба да го наметне на таа публика. Тоа се тие некои разлики, додека во поглед на музичарите, всушност јас доаѓам да го слушнам неговиот вкус, неговиот перформанс, неговата... Како клуб, малку нека како клуб. Ама сега веќе знаеме да речеме што би можел да свириш ти. Јас знам што да очекувам и затоа доаѓам на твојата свирка. Различни проекти, различна музика. Но јас очекувам да неговата музика мене ме крене, не он да ме брка мене. Така. Тука е таа разлика да кажем, за разлика од еве ако дојдам да пуштам музика за него, па да извадам од нафталинот, него да го погодам со неговиот омилени музичар. Така. Сега повеќе ќе ве прашам во оној продукцијски дел, односно дали повеќе уживате во создавањето на нештата? Дали еве некај сега зборуваме за три гонга да речеме. Да, концерти, да. Дали повеќе уживаш во начинот на организација? Па кого да викнам, па како да викнам, па како ќе дојде, па проби и слични работи, истото важи за тебе, Ака, во смисла на процесот на создавање на музика, па студио, па враќање назад, па превраќање, па не така, па од поново и слично, или во самиот финален производ, продукт? Види, едно со друго се врзани максимално. Нема муабет, меѓутоа во што повеќе уживате? Па почетокот е стрес. И тоа сериозен, особено ако станува збор за фестивали. Едно такво искуство го има во странство, нели, во Хрватска на островот Вис и турнеја на македонскиот биг бенд со Рамбо. На дистанца го правев тоа што е уште потешко, на остров каде што имаш 2,5 часа со фери, ако едно кабелче промашиш, веќе си готов. Но финалето на сето тоа е моментот кога ќе тргне проектот, тогаш сваќаш што си направил и ќе видиш публика. И тогаш. Да, мислам но финалето и убавината на настанот, тој изминат период што поминал, во трчање го гледаш финалето всушност што се добива. Али двете си имаат драж, но адреналин на спремање. Не без добра подготовка или без добар процес на работа, нема да имаш добар финален производ, така. Дефинитивно. Да. Претпоставувам дека слично и кај тебе. Па кај нас малце моментот на студио во денешно време е малце покомплициран процес затоа што ние како музичари го сносиме на товар и организаторскиот дел, и студијскиот дел, и пишување на музика, и организирање на викање на музичари. А кога би могло, например, да кажеме продукцијска куќа која ќе застане да заврши цела таа работа, а ти како уметник само да дојдеш, да се поставиш и да свириш, тогаш да, студио е нешто што сакаме како, не е нешто мачно и тешко, а концерти се да. Творање, јас сум сепак повише за лајв снимање. За лајв снимање, за лајв снимање, тоа е што е тоа што треба да посидува Ака еден музичар за да биде автентичен и за да биде свој, за да го препознае публиката и едноставно да го сака, да го почитува неговото дело? Па, за мене музиката е пред се лајфстайл. Начин на живење, така. Има еден одреден период учиме ноти, историја на музика слушаме, така, но после одредено време твоето секојдневие се отсликува на, според мене, мислам за мене, во музиката што ја твориш. Во музиката што ја творам. Ако мене денот ми е тапа, да кажеме, не е возбудлив, ништо интересно не се случува, мислам и музиката најверојатно би била досадна. Верувам дека така да, ја на пример инспирацијата ја барам.
Ако не ја најдна, па сам си ја. Така да. Не, знаеш како, имам чувство дека кога се гледа, дури и ние како конзументи на музика, се гледа кога некој ужива во тоа што го прави, кога некој го сака тоа да го прави и кога некаде е ради реден или ај, да поминам од редот, чекај, ќе завршам работа и толку. И затоа сметам дека тука искреноста, автентичноста, тоа што си ти, зашто реков, тоа што си ти го гледам и на сцена. Особено ако е фронтмен, ако станува збор за фронтмен, тие делови он мора да ги покрие сите, пошто он е лидер на тој бенд. Некој пат кога сум позади... Да, и се стакнува. И кога е позади се стакнува. Па знаеш сам, Васло свири напред, јас сум позади, така покрива. Како е, да, Пиче, како е кај тебе во таа ситуација? Што според тебе треба да поседува? Ти си сам свој мајстор? Види, од овие поминати многу концерти до сега, точно ги оценуваш како секој од нив комуницира со публика или не. По тоа публиката го сака, особено музичарите. Колку и да си добар, еве, инструменталист, ако немаш вајб со тие што твоите фанови публика, мислам дека таа работа ќе заврши. Искреноста е многу важна. Апсолутно. Со отворен искрен. Јас затоа и кога почна Тригонга, ја го преферирав клубскиот момент. Што го кажа и Алек, да си на половина метар од твојот идол, но јас секогаш притискав да они дојдат доле и се дружат со цела сала и да се фотографира. Јас музичарите никогаш не ги криев, вклучувајќи ви во филхармонија Боб Джеймс со трио кога беа поодамна, цела публика ја поконив во фоајето, Боб Джеймс се среди, дојде, со сите дојде, он се сликаше, потпишуваше албуми и CD-а, значи тој вајб како продуцент го возможив, тоа сакам да кажам. Многу интересно, да, и двајцата имате соработувано со навистина големи имиња. Дали се уште држи вода муабетот дека колку поголема звезда некогаш толку по-приземljeni? Или не баш? Кој се генерално во сакам да кажам некојаш така наречени звезди кои што сметаат дека се звезди и изволеваат, или сакам ова, ми треба ова, сакам ова. Во зависност од типот на музика, таа музика што он ја пласира и конкретни джез и блуз музичари, тоа се толку приземни луѓе, искрено да кажам, да тоа е невообичаено. Еве ние Боб Джеймс кога беше вечерта Кабадаја свиреа во бифето позади МКЦ. Боб Джеймс со музичарите дојдоа со нас, Джоли и Дино, и се стресоа тамо, па дојдоа на вечера со нас. Мислам, луѓето се толку приземни. Најверојатно таа продукција и не бара да они глумат звезди, недостапни, недостижни. Они се многу поопуштени, поприземни и комуницираат со сите луѓе. Мислам, помина многу од нив, да кажеме, и Соф Машин која беа во Скопје, јадевме во Цареша. Ме сваѓате, така да луѓето за нив тоа е нормално, вика не носи на некој место, дајте да видиме автентичност. Тие се луѓе многу приземни, да. Така. Дали Пичи само овде ги организираш настаните, само во Македонија или се случува и надвор? Беше Хрватска, обиди секојаш ќе постојат. Повторно сум на релација со одредени продуценти од Србија, од Словенија, да направиме некои линии, постојат и европски фондови, да видиме да се поддржиме со идејата да направиме пуш на нашите музичари од овде. Тоа искуство што беше во Хрватска и огромната почит на таа хрватска музичка сцена за нашиот биг бенд и тие луѓе што настапуваат. Јас искрено останав со вилицата доле. Кон Кире, кон сите тие. Ете го фидбекот, што фидбекот е тој. Значи, они со сета почит на тие музичари тамо, мислам, овдека ние сме, како да кажем, еве и на последниот ден на фестивалот на ВИС настапи Хаджиманов со неговиот бенд. Владко беше 3-девен гостин тамо. Сите македонски тема, Владко се качи гори и ги отсвири публиката, падна унесно со Хрватска. Така е. Имаме ние овде музичари солидни, добри музичари. Тоа е страшно, има кај да свират, ги канат, ги почитуваат, нашите се активни, но и во делот на пиар многу малце опфатено што прават нашите луѓе надвор. Жално е. Скоро и не, да. Скоро и да не. Дали се сеќавате дека порано имаше музички емисии, дури уште на време на не знам, пред некои 10 на 15 години имаше топ листи, имаше разни жанрови на музики, сето тоа се представуваше, никако сето тоа замре, што е многу тажно, реално.
Александар, Па треба да се почнат. Еве, правиме напори. Има луѓе кои што прават напори, да Ние се сме од една разбереме. страна, вие сте од друга страна. Така. Меѓутоа поддршката е секогаш тука и на секој можен начин, кога би можела да ве поддржам, би го направила тоа, јавно го кажувам и на публиката, и кога имате настапи, и кога треба да си ја почитуваме нашата музика и нашите напори, нели, за да се направи нешто. Младите треба да повлечат, еве јас и ти сме и од радио се уште, нели, и телевизија, нема нови лица. Така. Младите една треба да сватат дека треба да дојде да се инвестира себе си. Они од прв момент кога доаѓа дали радио, телевизија, они вика колку ќе ми биде плата. Извини, што имаш сработено? Така да е? Они не се спремни да влезат, да застане позади камера или да почне да води, да се докаже себе си, да го направи CV-то, после тоа ќе те барат. Они не се спремни. Многу е чуден. Ние како почнувавме. Па да, се беше на добра Про желба. боно, се беше дај да видиме, од љубов, што би се рекло. Буквално така. Така е. Александар, кои се следните настапи кои што ги имаш? Знам дека во четврток си Во Джазбина. Джазбина. Потоа на 12 јуни во Public Room. Да, ти го видов плакатче. Со Супер. Transmission, тоа е мој нов проект, каде што Тапанот е главна звезда, да кажеме, мост помеѓу акустика и електроника. Браво. После имаме едно многу интересно снимање на албум со Васил Хаџиманов, дуо. Ќе биде тапан и пијано. Значи македонски тапан и акустично пијано. Неколку наши композиции и неколку песни собрани од неговиот дедо Васил. Со Васил сте многу често во соработка, практично. Од 2005-та, така. Да. Без престан. Да. Браво, На браво. негови проекти, на мои проекти, заеднички проекти. Дали е време, режија, дали може да го слушнеме Александар со тапанот овој пат? Да видиме што можеш да ни Да загрмеме повлечеме, малце. да повлечеме маси, да Мене ми беше окей, јас се инсталира веќе. си инсталира си добро. Само Еве го ќе каже оставиме режија да- може. Режија, дали може? Да, така ми направија, може. Имаме лайк. Ама каков ти и аутфит, и Се потрудив, се потрудив. Целиот си. Тип-топ. Така? Која песна? Која песна е? Јас ќе запеам ако треба. Без Ќе проблем, имате само желба кажи нека. која песна. На тебе оставаме, твој избор. Една мала импровизација ќе удриме. Ајде. Видиш како ни е звучно. Леле, колку Нема, може интересно. по- Ама не, јас се ежам од вакви работи, браво. Знаеш, он си Ама ти дури го користиш и оние крајчињата Точно, на тапанот. Точно го знае секој дел кај свири што свири. Браво, се воодушевив. Ете, тоа се тие музичари кои што со... И дури и тоа го има. малце sound healing. Браво. Пази само да не падне. Браво. Ака? Супер. Ова е сериозно познавање на Ке ти инструмент. дојдеме, да, ке ти дојдеме и Искрено во кажам. джезбина, ке ти дојдеме и на 12 јуни. Еве, ги Има, можда, повикуваме. еве, пошто малце не е утек, јас пред короната го испромовирав No Answer на еден фантастичен гитариста, Душан Јефтовиќ. Не знам дали знаем дека го донесе Тригонга, тогаш беше тој проект. И најверојатно на линија сме со Душан и Васил да
Па за мај нешто правиме, но не знаев за кај не. Ти се уште не знаеш. Па не, ама ја чекам Душан да ми информација. каже, го ствари знам. Ама не, свиревме се Душан и вас пред кратко време, свиревме во Крањевец. Можно е тоа моја желба да Душан повторно дојде. Браво. Сериозен фјужн гитариста. Страшно беше концерт. Тоа е неверојатно. Можам да замислам комбинацијата Сега генерално. веќе и со него тогаш беа во постава трио, Васил клавиатури и Тапанар од Белград. Тоа беше неверојатно добро, иначе Душан живи и работи во Шпанија. Али веќе се повеќе и повеќе си се враќа назад. Едно изнесеки no answer број 2. Некако сите се враќате дома, сите се враќате дома, што е супер. Со оглед на ситуацијата во светот. Се прибирате, Имаме работа. Ке имаме работа, така е. Секогаш зборуваме за убавите нешта и на музиката, за убавата страна на нештата. Ајде да ве слушнам за кои се можеби вашите најголеми стравови кога станува збор за вашата професија, за музиката што ја творите и слично. Све си има две страни. Така е. Затоа сакам да ја слушнам и на другата. Во организацијски дел ти влегуваш финансиски максимално со све, имало немало спонзори, го обезбедуваш бендот, комплетниот рајдер, све одадаше и после тоа чекаш на карти и на можни спонзорства. Тоа е сериозен ризик. Тригонга ги помина сите тие приказки многу одамна и успони, падови, минуси, позитивни нули. Јасно. Тоа е сериозниот ризик. Предизвик и ризик, така е. Каде што музичарите тоа не го чувствуваат, не го гледаат, затоа што ти мора да си насмеан и да ја возможиш сите работи за нив до крај. Така да сите се безбедни во таа страна, кои што се вклучени во делот, но самиот организатор сноси сериозен ризик. Така, Александар, затоа ве викам Пејчи и Ака, за да можете да се разликувате Ака Пејчи. Ака Пејчи. Ака, каде е кај тебе најголемиот страв? Во свирењето, нешто Извини, во свирењето, во нешто да не се утне, во не знам, публика да не дојде, каде е страв? Ако воопшто такво нешто, да, воопшто кај мене не постои, поготово сега да сутне нешто во музиката, да, сепак има малце трема, секој пат има малце трема. Ама па со искуството, најверојатно и се случува, да, има грешки и тоа можеби на секој концерт. Ама тоа се такви грешки каде што од грешка се ствара нешто друго и нешто ново, можда и подалеко. Да, а иначе како од некои други стравувања, така да кажем и на глобално ниво, не бидејќи како уметник и некој што твори, некој пати во најтешки моменти па знае најдобра мелодија да излезе. Да се сложува. Не посакувам да бидат тешки моменти, ама Ама се случува тоа. Овде ќе направиме една мала кратка пауза, одиме со блок на реклами, па се враќаме со последното прашање. Се враќаме во студиото, после блокот на реклами и продолжуваме со тоа што се нарекува последно прашање и најважното прашање во фидбек, а тоа е, се разбира, кој е фидбекот на овие прекрасни луѓе овде со мене во студиото. Кој е фидбекот од тоа што сте, од тоа што го работите и што добивате, впрочем, како фидбек? Јас највеќе би посакал да мојот фидбек го допре тие што нели ме слушаат и да се разбудат од Сабајле, пуштат CD соло Тапан и да им тргне денот. Тоа бил најдобар фидбек за оно што јас го работам. Точно, значи реакцијата на публиката и насмевката на луѓето после тоа што ќе го направиш. Ичи? Мене поред она професионалното што нема допирна точка со Тригонга се занимава и со сосем други софтверски решенија кои што јавноста не ги знае. Мене фидбекот ми е мој личен на све она што од дете си го посакував. Си ги запознав идолите, конкретно од фанк музиката, тие луѓе ги донесов. Бев со нив, се уште комуницирам, се уште има некои планови со нив, некои таканат и да гостуваш кај нив. И тоа ми е оној прекрасен момент што, како да кажем, понатаму ќе го оставам позади себе. Почитувам традиции, во тој контекст за тоа и почит кон првата радиоемисија Тригонга и така го дадов името на тој проект. Со тие луѓе некои што се уште се живи и во музичка продукција соработувам, некои се и во странство, стари од постарата генерација на продуценти ден денес.
И така, да оставам нешто и на моите поколенија, да, пошто они се присутни на сите сликања, сите снимања, иако се мали, не знаат што им се случува, но понатаму ќе ги видат тие вредности. Тоа е нешто, некоја желба на дете од 10-11 години која влегол да штрака по касетофони, да си го оствари, знаеш да утре на него му пружам прилика да во убав амбиент да го доживее концертот. Оставате наследство и двајцата зад себе, што е многу важно. И тоа е една од оние работи, да речеме, останато со генерации, нели, кои што некој понатаму биве слушал и биве чул и тоа и така дојде и таа групација наша клуб PS со тие диџеи другари кои што еве ден си се собираме и се инсталираме сет грамафони, сет диџеи, трактори, ние сме околу 6 метра долги, петорица. Вие не си исплати човек да ве викне, ке зафатите цел кафич. Отприлика, да. И тоа е некој период наш генерацијски која бевме, нели, турбоактивни, пак си го тераме тој кејф. Едноставно не се помируваме со она легачкото да седнеш дома и да... Тапанџија немате? Па можеме, да, имаме желби конгисти. Да. Јас обично вака се одјавувам, ќе се седнам меѓу вас, сидете си. Прво ви благодарам вака да ве гушнам. Фала ти, Фала на тебе. Не, ви благодарам што ми бивте гости, навистина супер си поминав, некако ни летна време. Да. Можеш ли? Може следната емисија ќе направиме парт 2 или втор дел, да. Тапанов ми изненади човек. Да. Како го фати? Одлично, овде само ќе ви кажеме чао, имајте прекрасна вечер. Се разбира дека се гледаме и наредната сабота во 19:30, а овие луѓе немојте да ги пропуштите доколку јас ќе ве информирам каде пуштаат, што пуштаат за да ги видите и во живо, да не испадне дека јас премногу ги фалам, него дека навистина се за фалење. Чао.